И да ве запознаеме дека ова следствена посета во градот Гостивар во рамки на програмата Собранието за граѓаните, програма поддржана од швајцарската амбасада и НДА како спроведувач. Ова е пилот проект со кој покрај канцелариите што пратениците ги имаат во различни градови, вклучувајќи ги и нашиот град Гостивар овде. И ова ќе стане пракса повремено пратениците да бидеме покрај граѓаните, испред граѓаните и да можеме да им помагаме и да можеме да одговараме директно пред прашањата и пред граѓаните, особено пред младиве, затоа што тие имаат соодветни и специфични барања и потреби и со тоа поблиску треба да бидеме. Така да ми е мило што ве гледам во овој број во центарот на Гостивар и ова да стане пракса понатаму. Така да доколку има потреба и пратениците ќе можат да се обратат, така да ова да стане пракса и правило во текот на наредниот период да бидеме што поблиску со граѓаните. Гостивар има доста представници во законодавниот дом и тоа впрочем ми се гледа од денешнава ваша посета. Добар е овој директен контакт, иако секако ние како пратеници со помош на новите средства на комуникација сме или би требало да сме секогаш достапни за вас, било да е тоа телефонски повик, да е некоја порака по социјални мрежи или преку нашите асистенти кои што ги имаме во зградата на општината Гостивар. Драго ми е што денес сме собрани овде. Ја поздравувам ова иницијатива на НДА, на швајцарска амбасада и на Собранието. Убаво е што вака имаат идеја да ги соберат сите граѓани на град Гостивар, да постават прашања до сите пратеници и да дадат идеи, а ние преку институциите да тие ги реализираме. Ја поздравувам ова идеја, се надевам на почести вакви средби и се надевам дека вашите идеи со помош на Собранието, со помош на институциите ќе ги реализираме. И во Собранието ние пратениците имаме можност да поставиме прашања кон министрите за разни работи, за реализирани проекти, за незавршени работи и така натаму. Значи да направиме еден вид надзор, така да и граѓаните можат истото да го направат со пратениците, бидејќи и самиот збор пратеник, депјути, тоа значи заменик. Значи фактички ние сме во Собранието го заменуваме гласот на граѓанинот.